Станува збор за проект кој што го насловивме Наставникот кој допира вечност, кој што е една работилница која што ќе се одвива во 3 сеанси, каде што наставниците, целокупниот образовен кадар на општина Карпаш ќе има прилика да се стекне со знаење и вештини кои што се поврзани со менталното здравје на децата. Како е замислено да протечат овие, како што рековте, 3 сеанси на кои ќе присуствуваат наставниот и оној друг пропратен кадар? Така, наставниците се поделени во 3 групи, што значи дека на една сеанса би биле 50 наставници, каде што во 4 часовна обука ќе стекнат вештини кои што ќе бидат од исклучително значење во нивната пракса со дечињата. Добро, имате ли досега искуство за вакви работилници и што покажало тоа? Така, имавме искуство. Значи, тоа беше во соработка со Светска здравствена организација на проектот Учам за моето здравје, каде што во Маврово имаше ваков семинар каде што наставниците стекнуваа од различни училишта, стекнуваа вештини токму за менталното здравје и важноста на наставниците во воспитниот процес. Кои се вашите очекувања? Колку наставниците ќе бидат надградени и со самото тоа ќе имаат подобра интеракција со учениците? Така, оваа работилница е токму наменета за нивна помош и искуството од претходните работилници ни покажа дека наставниците излегуваат задоволни од оваа работилница, бидејќи имаат прилика да соработуваат со стручни лица и да ги заедно со нив да ги, како да кажам, да ги препознаат предизвиците кои што се соочува всушност модерниот наставник. Во рацете држите некаков прирачник, книга, што е во нејзе содржано? Така, ова е првиот прирачник за родители кој што го напишав, издаден минатата година и Систина го дава како подарок на секој еден наставник кој што ќе учествува на овој семинар. И целта е да можеме наставниците да им пратиме на порака која што е напишана на овие страни со цел полесно справување во овој образовен процес. Од кога ќе завршат сите овие работилници семинари, како што ги нарековте, дали можеби наставниот кадар ќе добие некаков сертификат и што со тоа? Така, ќе добие сертификат за успешна обука и не само што ќе го добие во писмена форма, верувам дека наставниците ќе се одат со една силна порака колку се тие значени во овој образовен процес и колку се значени за секој еден од нас. Кога сме веќе во општина Карпош, каков е интересот на наставниците за ова денешно дружење? Морам да признаам и морам да ги пофалам наставниците дека имаат огромен интерес и дека всушност ние ќе работиме со секој еден професор кој што е вклучен во образовниот процес во основните училишта во општина Карпош.